Горан Јосифовски и Дијан Ѓоргиевски, двајцата членови на Екстра Бенд, се мои денешни гости овдека во студиото на Мега Телевизија. Добре ми дојдовте. Добро ве најдовме, ви благодариме на поканата. Прекрасно се чувствуваме и ни е фино и ни е многу добро дека учествуваме во вашата утринска програма. Ви благодарам сепак што ја прифативте поканата. Најнапред ќе започнеме која е причината за формирањето на Екстра Бенд. Кога се случи? Колку членови имате, бидејќи само двајца сте тука, а претходно на музичката номера имавме можност да погледнеме дека броите повеќе членови. Да, јас за разлика што дојдов малку покасно во групата, ќе кажи Дијан како е формирана. Да, и јас не сум од првиот состав на Екстра Бенд Битола. Екстра Бенд Битола постои веќе 11 години на музичката сцена. Поради некои други планови кои што ни предстоја во минатата година, не можевме да го обележиме тој јубилеј, 10 годишен јубилеј од постоењето на групата, но сепак, ајде здраве Господ, ќе дојде време и само нека се множат годините и нека оди се напред во нагорна линија, па ќе го направиме и тоа. Причината за формирањето на оваа група е љубовта кон музиката. Пред се љубовта кон музиката, од нашите членови Димитар Лазаревски, хармоникаш и соло клавиатура, и Мартин Врклевски бас клавиатура, кои што се, да речем, основачите на Екстра Бенд Битола. Исто така да поздравим и најмладиот член кој што ни е во групата, тоа е дуачот Александар Становски, исполнител на гајда, на еден многу интересен македонски фолклорен инструмент, исто така и кларинет и саксофон. Ја споменавте љубовта кон музиката и споменавте навистина интересни инструменти кога станува збор за комплетниот состав на бендот. Ме интересира колку е неопходно човек да има музичко образование ако сака да биде член и успешна група, нели денеска на македонската сцена, посебно на народната музика кога станува збор, бидејќи има многу групи. Да бидеме реални, многумина од нив, ајде ќе се земам за право да кажам дека воопшто не се никако подковани кога станува збор за инструменталното изучување. Па знаете како, некогаш може да во човекот да се роди некаков талент за музика. Не мора да значи дека тоа мора да биде, да речем, исковано со едно музичко образование, но ако се има желбата и ако се има талентот, другото ништо не е спорно. Ние во нашата група, стрикно ќе кажам, се само двајца со музичка академија и воопшто кои што учеле музичко образование. Имате образовани лица. Така, Вие сте вокал од Дијан, ако не се лажам. Да. Од секогаш сте биле вокал? Да. Музички инструмент во вашето функционирање? Нема. Во ред, кажете ми, збор два... Имам доста желби за други инструменти, пробвам, ама не ме остават другите. Така. Споменав пред малку дека имаме голем број на групи кои што се промовираат. Потребата за формирањето на вашиот бенд е љубовта кон музиката. Неодамна се вративте од турнеја во Америка, ако не се лажам. Збор два повеќе околу тоа каде се бевте, како се представивте и еве, назад се вративте. Има ли планови за понатаму повторно запатување? Има планови, бевме, прво да кажеме за Америка, значи бевме во повеќе градови, имаше организирано концерти од црквата Пресвета Богородица во Колумбос и да го поздравиме Благој Станисовски, председател на црквата, и секако Владе Јосифовски, кој со тие двајца сработвавме. Имавме повеќе концерти во црквите во Америка. Преубав речек, преубав помин дека беше прва наша турнеја толку малце подалеку, да не е ни за Европа. И едно преубаво искуство, значи македонците се дружат, си знаат како да се дружат.
пред се и тоа што бевме млада група, пошто и таму многу групи, многу пати групите одат, ама едно по едно носат се исти пејачи, да кажам, или некои групи, затоа што бевме прва ние група вака помлади, да кажем. Бевме добро пречекани и супер беше, супер, многу поминавме. Плановите во иднина стојат, сега работиме на нешто ново, сакаме да снимиме нешто во живо, па правиме некои припреми, пак има секако во наредна емисија ќе разговараме за тоа ако се помени. Ние сме отворени секогаш кога станува збор за ваквиот вид на промоција. Ќе ве запрашам нешто, го собравте искуството од странство, како што сватив сте биле на турнеи низ Европа. Меѓутоа, еве конкретно овдека на македонскиот пазар, колку може човек да обстане само ако еве се промовира со музиката на јавната сцена во однос на финансискиот инпут, или задолжително е нешто од страна да се работи друго, бидејќи финансиите кои што доаѓаат преку музиката, вашите настапи не се доволни? Па да, искрено во ова време сега, еве да кажам сега да не испадне и некое фалење, но ако си сепак активен, пошто во овој период сме малце поактивни со музиката, и можам да кажам дека се живее, ајде да речам се преживува. Но за разлика, ако имаш една турнеја вака надвор од Македонија, сигурно дека многу подобро се живее. Подобро ли е прифатена нашата македонска музика во странство наспроти тука? Бидејќи имаме многу примеси од онај неквалитетен милост, би рекла, кога станува збор за пробив на сцената, се бараат жртви, нема потреба да знаеш да пееш, ако си жена изгледаш убаво, ако си машко во случај треба да фатиш цаката. Искрено да ви кажам, луѓето доста разбираат од музика, така да не многу е таму тоа како кај нас, или да кажем околу нас што прават, дека како што кажавте, ако е жена ако изгледа добра, не пее добро, дека ќе помини. Значи знаат добро да ти скритикуваат ако не знаеш добро да пееш, значи не се одгледват многу на тоа таму. Мислам дека тоа го има само моментално кај нас и да речам нашите околу нас, околу Македонија, соседството, нели, од ју просторите. Сезона на свадби, Великденот помина и доаѓаат свадбите на репертоар. Кажете ми, настапувате ли на свадби овдека кај нас, нели, во земјава, и што е она што најповеќе се бара кога сте на свадба? Значи ли тоа дека можеби одат на варијанта некој микс од ју просторите, некои српски, наши стари изворни патриотски? Чудно ни е време во денеска. Одат искрено, почнаа да работат малку и повеќе свадби што ги свириме, има и почнаа сега да ги некако повеќе диџеи да клават, знаеш, на тој стил одат, а и ја бараат и српската музика. Мада ние гледаме да ја презентираме повеќе македонската музика и стоиме на тоа. Ма како што кажав, и диџеи земат, почнуваат и англиски нешто пуштаат, гледат поќе да биде со пуштена песна. Така да, имаш, сега баш имавме таква свадба, една така сакат микс, како што рековте, да прават, но се држат се уште на она македонското, значи. И гледаме и ние да го негуваме повеќето тоа нашето, него од надвор нормално. Имате и ваша продукција, значи не станува збор само на репертоар кој што е одсвирен од веќе добро познати македонски песни, независно постари или понови. Вие работите и на нешто што е ваше, точно препознатливо за Екстра Бенд. Може ли да ми кажете со што располагате во изминативе 11 години, евентуални планови за воиднина? Знаете како, ние сме група која што е составена од млади членови. Ние сме млади дечки кои што работиме неуморно. Секако сакаме да ги задоволиме вкусовите на сите, односно на секоја публика, од старо па до најмладо. Затоа Екстра Бенд Битола има своји авторски песни и во
народен македонски стил и во забавен стил. Заради тоа што секако настапуваме и по клубови, по дискотеки, по кафичи на широк согак, да речам. И затоа мораме да бидеме спремни на секаква музика. Стриктно екстра бен битола, сега најново да речам, да, најново, тоа беше снимена песната Сега оди, за која што изработивме и еден квалитетен видеоспот и еден видеозапис кој што да речам не е секојдневен. Па добро е прифатена од публиката, добро е прифатена и песната. Така, одите на ваша продукција, споменавте нели за песната. Колку е неопходно ако една песна треба да биде слушана и треба да стане хит, да допре до ушите на надворешниот аудиториум, неопходно да биде подкрепена со видеоспот, кој што знаеме дека чини доста, не е ефтина работа, земи камерата, фати 2 кадри, налепи во монтажа и тоа имаме спотче, бидејќи такви случаи имаме. Се извинувам кога станува збор на нашава музичка сцена. Колку за една песна да биде успешна, мора истата да биде комплетна, покрај квалитетен вокал, квалитетни лица зад инструментите, добро избрана локација за видеоспот и сето тоа убаво спаковано. Секако мора и медиумите малце тука да влијаат на тоа дали песната ќе биде добро промовирана, бидејќи нас една најдобра реклама моментално, да речем најдобра реклама останува интернетот, односно Facebook, YouTube и така натаму, значи тие се и бесплатни, а и најдобра реклама, да речем во моментот. Сепак, но и без телевизија нормално дека за нашите простори, затоа што има и лица кои, да речем, се повозрастни, постари лица кои не му се достапни Facebook и тие работи, така да нормално дека треба, сами ништо не можеме, треба се заедно. Колку е скапо да се направи еден видеоспот? Па скапо е. Може да се речи за наш, како што кажавме, за овде да заработва човек и да снима нон-стоп спотови, па мислам дека не би можел да снима повеќе од 2 спотови годишно, може и 3 да не речем. Сепак и тоа ако малце е поскапо, значи сигурно кошта, треба да се добро да се облечиш пред се, па да избериш локација, па да платиш секако тим, па телевизија, па реклама после тоа, па и статисти. Па и дали ќе најдеш тие статисти за да бидат во спол. Тешко ли е да се најде такво нешто во битува? Тешко е, ама нас многу добро ни оди и згодни дечки сте заедно. Последните 2 спота што ги снимивме, тоа беше за Сега оди песната и за Желба има мајко. И јас и Горан ги спремевме за еден ден. Така. Така беше. И дури тогаш, и да ви кажам право, па многу е тешко да се спреми еден спот во еден ден. Значи денес се планира, утре се снима. И затоа ни велеа како може да во еден ден такво нешто. Тоа имаш некогаш и идејата веќе ти работи секако дека инспирација имаш добро пред тоа ја слушаш песната, размислуваш што добро сакаш да ставиш и што лежи во таа песна. Но секако дека е малце и напорно со оглед на тоа, како што кажавме, за еден спот да се сними, значи вистина е. И многу е битно што почетоците се малце потешки, кој ќе малце одиш малце нагоре, кој ги си попознат, соработка можеш да правиш со сите, но кога не си, тогаш е тешко. Така, ќе направам еден сублимат од разговорот до сега. Значи, ако не заврне, ќе капне, значи има финансии во музичките настапи. Излегувањето надвор од земјава во странство, значи носи малку поголем буџет, а бидејќи е скапо снимањето на видеоспотови, оттаму се носат тука и се снимаат. Сте размислувале ли за користење на оние поволности кои што во последен период Министерството за култура на Република Македонија ги даваше кога станува збор за нови изворни македонски песни, бидејќи беа субвенционирани, бидејќи стануваше збор за одделување на финансии на оние кои што ќе напишат нови дела. Сте размислувале ли за учество на концерти кога станува збор за
тие високи награди од 10, 15 па и 20.000 евра на прва, втора и трета награда. Искрено ви кажам, на тие концерти доста имаме разговарано на таа тема со колегите, како и од Битола, така и од Скопје и од другите градови. Искрено тие концерти мислам дека се доста местени и ги земат луѓе околу 2-3 луѓе што се тука. И џабе некогаш и да се трудиш, ќе ти барат многу пари прво да учествуваш, така и наглед ги дават и парите, а фактички не ги дават, ги земат тие. Значи барат, прво ти нудат песна, песната тие за тие напред ти барат доста скапо, студиото да оплатиш доста скапо, а има доста поевтини студија. Потоа и за да учествуваш ти бараат доста пари, кои ќе видиш, со тие пари можеш да снимиш коматно еден спот, што ќе те гледаат сите и можеш да го промотираат сите телевизии, него да одиш да настапиш на еден концерт. Така да не планираме за таа работа, добро ни оди вака. А за субвенциите што ги дава државата, секако дека планираме, но колку и тоа ќе биде успешно ќе видиме, зашто да имаме една актуелна. Доста наши колеги го злоупотребија субвенционирање на песни, го злоупотребуваат од начин да земат многу пари, тоа да им вреди, тоа што го направиле да им вреди само 20% од тоа што го зеле, да речем, од Министерството за култура. И за тоа треба претходно да се запрашаш дали би пристапил на таков чекор да направиш нешто со тие субвенционирања. Така, дечки, млади сте, згодни сте, имате девојки? Јас жена, јас имам девојка. Добро. Нека ви се здрави и живи го поставувам прашање, бидејќи ме заинтригира моментот дека по дискотеки, по кафичи настапувате и како се одбранувате? Значи сум слободен, девојка немам, ама женет сум. Така, има ли проблеми, има ли љубомора, има ли кавги околу тоа? Па таа те погледна, ти понуди пијало и слично. Знаете како? Како се носите со тој Мора да има предизвик? љубомора сигурно чим има љубов. Чим има љубов. Додека ја има, да. Значи мора да има љубомора, но секако пред се довербата меѓу двајцата, иако веќе има таа доверба, ние сме сепак музичари, работиме таа работа што работиме и колку и да си љубоморен, значи или прифати го или ичи не почнувај. Или заминувај. Или заминувај. Еден наш колега па рече нормално, народски кажано, па јас не бев сладкар ко ме запозна тај. Така. Јас бев музичар. Точно се знае. А ви се случило ли во искуството на за ТВ пред вие да бидете веќе во брак, а вие во надвор од сериозна врска да доаѓаат на девојки купој навечер се случва тука, прчат пијалоци? Се случило многу. Сега, мислам, Ни малку евоцираме спомени за да го разводниме разговорот доста со сериозни теми. Нормално, кога не бевме толку многу сериозни, сега имаш и такви моменти, нормално сега младци, зошто пример ако некој чупе и сега има се допаѓа, да речем се допаѓа, зошто да не ја почастаме на пијачка кога расходот кај нас е неограничен кој ќе свириме по дискотеки и по клубови. И нормално, еве, нека се напијат по една пијачка од нас, оти се многу убај. Значи го имаме тој момент. Кажете ми во однос на делот кога повторно ќе се навратам на оние свадби, има ли претерување од страна на невестата? Сакам ваква, не ќе онаква. Тие се стално проблем, невестата Невестите. Да, стално се проблем, значи ги има. Доста пати ни викаат пред време, кажете ни го репертоарот, се случило и тие да ни го напишат репертоарот, сакам вака, сакам така, и кој ќе разговараме сега го пред свадбата, ќе се видиме со нив и гледаме мажот си седи вака и ништо не збора. Значи само Јас мислам дека од дома е накоен да не сме ништо да зборни. Само по нежниот пол, значи има право да збора, мажот и си кјути. Да, повеќе да се, значи, девојките се повеќе проблем на секоја свадба. И сега по оној дел дека задолжително мора да знаете и забавни песни, меѓутоа и народни песни. Каде се пронаоѓате повеќе? Еве, ти како вокал, вие како музичар? Искрено, забавниот дел има
секако дека и нас ни годи затоа што е забавен пред се. Но секоја музика си има свое место, значи забавниот дел затоа е забавен. Јас искрено повеќе се пренаоѓам во забавниот затоа што повесел сум тогаш. Има различно сега, секоја музика си има свои фрагменти, секоја музика си има свое место. Не знам, јас кога сме на свадба, кога настапуваме на свадба, секогаш се ежам. Кога го почнуваме тој вовет во свадбата, кога почнуваме со тоа кумот игра прв напред, јас секогаш се ежам и ми е убаво да ги пеам тие песни, како пример Дафино вино, Црвено, па Среќата со пари, па доста време Ерген Одев, на зето може да почне да плаче. Аха, се соочува со реалноста толку се случува беше. И на свадбите и доста време, па во текот на дури се тие песни нормално сите играат дури за законџите, но после тоа да знаат сите да седнат, да се случува на забавниот дел и старо и младо, па сите да се на средина. Значи сепак и кога станува збор за една свадба, која што знаеме дека е на голема организација, постои едно ваше сценарио, што е прво, што е второ и како да... Секако. Мора да постои за тие веќе се испробани работи и ќе можеш да пробаш на кое повеќе луѓето можеш да ги задоволиш со музиката. И ќе си направиме една шема и гледаме како повеќе свадби се веселат луѓето, така после таа. Така, ајде да искористиме приликата, свадбите, како што кажа, веќе почнаа после Великденов. Можат ли да ве најдат луѓето негде скоро, ако сакаат свадба, или цели сте букирани? Искрено, има свадби доста и тие датуми некои што ни се слободни, обично сакаме и закажуваме накогаш во кафичите, во Битола и во ноќните клубови, затоа што настапуваме и во такви места и може да се најде некој датум, значи има се уште. Има се уште некој датум. Добро, нека служува препорака за нашите гледачи. Јас ви благодарам што бевте мои гости денеска. Се надевам дека малку ја разоткривме мистеријата кој се Екстра Бенд Битола. Ви посакувам успех во однос на вашите планови, реализацијата на истите и се надевам искрено дека повторно ќе ни дојдете, ќе ни кажете нови работи, нови искуства и нови планови секако. Благодариме на поканата и секако дека во наредна прилика ќе се видиме со нешто ново. Во секој случај. Нема зашто, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.